Во келијата на газда Дејан Јованов деко бил пронајден мобилен телефон, прво обвинетиот во случајот со пожарот во Пулс. Ова е втор пат да се најдат забранети предмети кај обвинети за трагедијата во Кочанското кабаре. Судијката Дијана Груевска-Илиевска веќе еднаш го предупреди на самица обвинетиот Джеваир Камбери, во чија келија беа пронајдени 13 мобилни телефони и лаптоп компјутер. На Јованов судијката му се закани со забрана за посети во затворот во Куманово, каде издржува мерка притвор доколку повторно добие таква информација за него. Судењето продолжи со искази на тројца сведоци на обвинителството. Пред судот Марија Петрушева, мајката на 24-годишниот Андреј кој загина во трагедијата во Пулс, и на неговиот помал брат Кристијан кој ја преживеа несреќата, раскажа како семејството и денес се соочува со тешки последици. Особено Кристијан кој чувствува силна вина што не успеал да го спаси брат му. Кристијан денес има кошмари и вели, тие 10 минути додека спасував други животи, можеби беа клучни за брат ми. Најтешка е тежината што е чувствува за загубата. Животот ми е поделен напред и по 16 март. Агонијата е се поголема и сега во овој момент можам да кажам дека му завидувам на една личност која е најодговорна за смртта на моето дете, бидејќи неговиот син е до него, а моето дете не напушти. Габриела Наунова, мајка на починатата Надица, сведочеше ни солзи, барајќи ја својата керка, кршела зид за да направи отвор за девојчињата заглавени во тоалетот. Во болницата ја однесоа Надица на хирургија. Медицинска сестра им кажала дека пулсот и го вратиле. Јас најдов начин да ја видам преку стакло. Лежеше мртва на креветот, сама, без никого до неа. Многу е тешко да си го гледаш сопственото дете мртво. Ивана Минова, мајка на 16-годишната почината Драгана, на судењето за пожарот во Кочанската дискотека Пулс, сведочеше за пеколот низ кој поминале со сопругот, додека барале својата керка. Беше тешко да се гледа како млади деца се борат за своите животи. Некој од нив беа без облека. Излегов, го видов сопругот како седи до мојата керка. Беше со облека, се израдував. Мислев дека е само несвестена. Тој ја зеда Драгана во рацете. Ја качивме во кола, ја однесовме во болница. Таму гледката беше слична. Во ходникот на брзата помош лежаа мртви деца. Насекаде крв, мирис на изгорени тела. Мислев дека Драгана ќе ги отвори очите. Лежеше на подот. Ја однесоа. Но не на оделение, туку ја насочија кон мртовечницата. Драгана отиде на концерт, а ние вратија во Сандак. На 16 март 2025 година, за време на настап на групата ДНК во дискотеката Пулс во Кочан, избувна пожар во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Во објектот имало наддозволениот број посетители, меѓу кои малолетници, а пиротехничките средства биле активирани без дозвола. Објектот работел незаконски повеќе од една деценија, без минимално технички услови, со реконструкции без дозволи и без систем за противпожарна заштита. Следното рочиште е закажано за 14 јануари 2026 година и ќе продолжи со сослушување сведоци на обвинителството.